нели? То, мислам дека ќе ти позавидуваат многу девојки и момци, што на твои години, а сега ќе имаш стан. Сама да живееш, добро. Минатиот пат кога работев за твоето семејство, за тебе правев детска соба. А сега Имаш стан. Кажи ми што сакаш од него? Па нешто необично интересно. Навига со светли бои да биде, не знам, разиграно. Разиграно, интересно, светло. Така, ништо драматични бои не сакаш внатре? Некои јаки оволна, на мебелот, на зидовите, не знам. Па, некоја појака боја на зидовите, не знам, со камчиња, да биде некој цвица, правно. Добро, јасно. Нека има тука, не знам, седмо свет, нешто. А за седење, за поголемо друштво сакаме за седење, така како кај две, оти не е многу поголемо. Да. Некоја интересна библиотека. Добро, да, ти си на факултет, сигурно сум книги дека имаш доста. Тука ако не со шампич. Запија. Океј, предпоставам плакари, максимум што може да те гледам до терана си, па предпоставам дека имаш доста облека. Ајде да видиме по спалната. Леле, слобуле. Кревет на таван. Или плакарите, не знам кај. Добро? Ке се снајдеш, да, што ти е работа? Што сакаш? Кревет плакар. Толку? Добро. Океј, кревет плакар. Не за работа, сам мала. Така, тоа ќе те прашува. А инаку како учиш? Лежиш, седиш? Повеќе лежам, но ми треба задачки. Че нешто малечко би било доволно. И постер. Зато како чудеше пастер? Добро. Добро. Имаме ние домите кои ќе се избереме таму, еден постер за тебе и ќе го ставиме. И после се околу постерот. Само во спална ќе се. Добро. Океј, за било какви дополнителни детали можеш да ми пишеш на мејл, сликите што си ги гледала на интернет. Исто така можеш да ми ги испратиш и ќе направиме план, програма. Почнуваме. Ајде. Добро. Не може секој да се пофали да живее сам на 20 на години, но на семејството на вистина му требаше простор. Имено, предходно уредениот стан беше околу 60 на квадрати, а големата Ангела беше во собата со многу помалиот брат. Па сега кога на вистина е девојка, верувам дека представува некаков генерацијски проблем. Идеалното решение е станот 40 на квадрати кој секако ќе и требал за самостојно живење за некоја година од сега. А успеваат да го најдат не само во истата зграда, туку на истиот кат со постојниот стан. Малите станови не секој пат имаат идеална диспозиција, така што и проектирањето на интериерот бара измени на просторот. Она што е карактеристично за станот е конкретно дека видовме дека има многу тесен ходник, има една дневна соба со окей димензии и миниатурна спална. Проблемот е околу кујната. Значи, за да може целата дневна да ја организираме, треба некако да ја организираме кујната. Значи, прво има некакви гипс картони, кои еве и да ги симнеме некако и да ги избришеме. Констатираме дека зидот кај кујната е премногу тесен за да може да ги собере сите потребни содржини. Кога би ја продолжиле спалната соба до линијата на столбот и гредата, ќе добиеме и до спалната малце поголема комоција за плакар. Па еве што се добива со едно ново решение. Во новото решение ходникот го искористуваме за плакар и прирачна комода за чанти, чевли и украси. По барање на Ангела, еден од зидовите го декорираме со камен. По моје барање, зидот се преместува од спалната соба напред, за да може да добиеме малку повеќе простор за нормален брачен кревет и плакар со нормални димензии од 1,40 м, бидејќи тој ќе биде плакарот за гардеробирање на кој да ќе живее тука. Во дневната соба и покрај тоа што имаме шанк, тие инсистираат да имаме и трапезариска маса. Таа мора да биде малечка, воспротивно нема да ја собере. Една помала Г гарнитура и телевизор. Отприлика тоа се функциите како во било кој нормален стан за живење, само што ова се ќе биде така малку пособрано и помалечко. Тоа е.
Се надам да ќе биде задоволна, а ние да почнеме со работа. Меринос во Нью Йорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Премиум брендови од керамика, санитарија и опрема за бањи, со врвен квалитет, совршен дизајн, по перфектни цени и експресно брза услуга. Само во салоните на Шате керамика, во Скопје и Битола. Посакуваните измени ќе ги направиме со две екипи. Едните ќе рушат, другите ќе градат. Ги викнав во изден. Ова и ова. Првите требаа да завршат до пладне, другите да продолжат зад нив. Тоа што е во гипс картон лесно се демонтира, другиот зид е во тула, па е малку поспора. Ова треба да го рушат го исто. Да. И тоа. Што се горе го рушат? Но освен што рушењето оди малку поспоро, испоизлегува еден куп кабли, па го викнав и електричарот да ги среди пред да почнеме да работиме со гипскартонџиите. Додека те ова? За кујната, претежно заради буџетот, немав намера да ги менувам плочките, но кога видов дека имам малку покомплицирани измени, беше јасно дека дел од нив ќе се искршат и заменат. Си одам и оставам да се помачат. Постери и тапети обично нарачувам на крај, а овој пат предвремено. Затоа што според постерот ќе треба да нарачам и боја за зидовите во спалната. Значи ми треба тапет за во спална соба и фототапет. Значи нешто малце потака, поромантично за една девојка. Супер, таман имаме една нова колекција која сам да ти ја представам. Па да ја разгледаме. Ајде да ја разгледаме.
Има нешто специјално во новата колекција? Има. Сите тапети се нови, сите модели, всушност. Фототапети се нови. Сите Така. слики се Интересно. Баш убаво. Само ми се чини дека не биде на овие така толку цветни мотиви. така, има и по-романтични. Ние романтични се, само мислам дека повеќе нешто по-абстрактно ќе се допадне на неа. Така. Овие фототапети се различни од претходните, затоа што материјалот е доста различен. Овие содржат неткаен материјал, претходните беа хартија. Исто така и принтот доста се разликува, тоест се разликува ради материјал. Па добро, ни овие нема лош принт. Нема, исто така. Супер изгледа. Исто така принтот е добар и на хартија, меѓутоа овој повеќе трпи во смисла подобро, може да се бришат, да се чистат и не бледеат воопшто. Сонцето не им пречи. Хартија, Интересно. да. И сигурно полесно се аплицираат на зид. Така да, овие не се преклопуваат 2 до 3 мм, туку директно како тапет. Едно до едно. Да, едно Добро. до друго. Го Најразлични бидејќи е мотиви. материјал, може да се преискористува или нешто? Може да се одлепи и да се презалепи на некое друго место. Одлично. Секако се внимава, нели? Не. Така да нема да го кинеме. Да. Добро, значи имаме урбани, цветни, а ние сакаме малку Има нешто имитација на камен, поабстрактно. имитација на дрво. Тоа е интересно. Природа, Така. ова е убаво. Тргувче. Баш интересно изгледа. Ти успална соба го стави. Да. Чекай да видим друго. Мислам, убаво е многу, меѓутоа не сум светки. сигурна да нека ќе сака такво светлуцаво и толку розево. Ово многу ми се допаѓа, абстрактен е, весел. Ова е интересно. Да е. И тоа е убаво за го спално. Да. Ова многу ми се допаѓа. Ова е супер. Меѓу предлогот и ова, дефинитивно ова би било добро. Димензијата 1,84 м. Така, ова е потесно. Па Ова е од помали. е скомбинирано некако. Добро. И како ми рече дека може да се вади? Може да се вади, да. И повторно да се аплицира на некое друго место. Добро. Супер. Девојката. Продаден. Купено. Кога се вратив назад, заклучив дека доста работи се завршиле првиот ден. Додека ми беа рушачите на објектов, им дадов задача уште да го испикуваат овој зид. Тоа ќе биде потребно како прва фаза на редењето на буњата над зидот. И кога сите претходници завршија, ги пуштивме и гипскартонџиите. Баш се изначекаа. Сакав да ја прошириме спалната соба. Во неа брачен кревет може да се постави само на еден начин за да има место за поминување, а за плакар до креветот остануваа претходно 90 см. Сега ќе има 160. Всушност овој простор ми треба и за кујната, особено што сакам да е ограничена кон дневната со шанк. На Бојан му накалемив да се разбере со екипата за спроведување на оптиката. Искрено мислев дека тие сами ќе ја спроведат инсталацијата. Мислам дека кога видоа дека има електричар на терен, решија дека е доволно само да ни го донесат каналчето за оптичкиот кабел. Оставам да се завршат работите и тргнувам по останатите нарачки. Веројатно најбрзо од се ќе го поставиме подот кај Ангела. Се работи за 40 на квадрати простор во кој што сакам да ставам ламинат. Сега има паркет, плочки, значи сето тоа сакам да го покрием со ламинат. Сите модели што се на квикстеп изгледаат премногу природно ради сите чворови, сите годови што се. Така да составот на нив има HDR борд 70% дрво, 30% каучук со нанотехнологија изработени. Они имаат плюс додатни заштитни слоеви, покрај тоа што се антистатички и отпорни на сите електрицитети. Најновите модели што се 33-та класа, тоа виси импресив ултра кои што доаѓаат во дебелина од 12 мм, тие имаат плюс дополнителна подлога, тоа е хидросил подлогата каде што ги прави единствените модели на ламинати да бидат 100% водоотпорни. Тоа значи дека може да идат комплетно, значи во бања, во купатила и во кујни и подкујнските елементи што се. Добро, значи прашина нема да се собира, вода Тоа нема да се собира. Не бере, можам под кујна да го ставам како што планирам, бидејќи кујната е многу мала и како состав во дневната соба доаѓа.
и од таа причина не мислев да правам никаков прекид. Да, Добро, сите модели што може, може, така да тогаш само да си одберете одлично. дизајн. А овие тука што се ги извадила, што се? Тоа е нов модел Livin составен од органски полимер кој што доаѓа на 4 мм дебелина. Тој модел се поставува на клик и 2 мм дебелина кој што иде на лепак. Овој производ бара идеално рамна површина за поставување. Сум сигурна дека ја имаме баш. И другиот модел на Quickstep што е Laguna, каде што на самиот клик се поставува гумена фуга и Так. само на бочниот клик се лепи доколку се поставува во бања. Ако иде во другите простори, значи кујна, дневна и останатите простори, нема потреба од лепакот. Убаво, ваков имам ставено сив и изгледа прекрасно ефтен, како на градски бродта си. Сепак колорите не ми се допаѓаат, ова не е мрамна подлога. Ќе бидете поставам Немам некој од потреба, овие. реално не сме во бања, ниту имаме индустријски објект. Некој од овие два. Ова дефинитивно се убави нијанси, многу природно изгледа. Сите чворови, новите сите модели. годови што са како преработат. Така, ефтен се природно изгледаат, ќе биде едно од тие две нијанси. Многу добро. А оттаму ме повика Порча за да се договориме околу боите во станот. Но имаме проблем. Бојата што ја избрав за спалната едноставно не е таа. Врска нема. Врска нема со Ова боја. ќе бъде со измеѓу овие. Ова ќе Ајде кога суши она малку затвара. Дај сврти, Кабаков. Ова е C143 ме направиле. Да се преправи ако може. Ако може у неа нешто. Пракше ги да доктурат тонажи да ја направиме исто. А другата за книжната, значи ние вако. Ова изгледа сиво, ама треба малце на сино да удира. Сиво-сино. Измени. Као измени нешто, да. Ни сиво, ни... Ни сиво, ни сино. Гледаш вака кога ќе ја видиш, има сино на неа. Сама кога е сива, значи малце ќе прикапнеш. Така, ни вака, ни така да е, ама да не е сиво. Боја ќе преиначиме, другата ќе ја направиме на лице место. Стаса и каменот за ѕид. Ова е мавровски травертин. Јас многу го сакам зашто има нежна кремасто сива нијанса. И сакам кога буњата е сечена на потенки парчиња. Изгледаат поелегантно, особено кога се работи за вака мали површини. Бидејќи имаме искуство, можеме да нарачаме и плакари. Обично би ве одбиле и би барале точно дефинирани подови. За две плакарчиња се работи во еден така прилично мал стан. Меѓутоа успеав да најдам место за два плакара, едниот во ходник, едниот во спалната соба. За ходникот ќе треба со мики на мерки. Да видиме, јас си мислам дека има околу 40-45 цм на простор. Тоа е минимумот, не за да може Е, да се така, направи. како длабочина. За должински ќе ми кажете вие, затоа што сакам да има дел за чевли и дел за облека. Не знам колку точно ви треба ширина и нели со се иверки, фазла и така натаму. Барем метри 25, метри 30 би било пожелно, нели? Да може да се сместат и чивли И нешто за облекување, мислам, на што Прилично, кај да. вас. Што е. Добра. Значи тој би бил тој плакар, а во спалната соба Колку имаме таму? Да, таму има добра Длабочина длабочина и ширински сме 1,40 м, 1,60 м, диплење, бесење, тоа ќе биде. Содржината е окей таму, супер. Тоа е пристойно место. Кажи ми, во ходников ќе одиме со огледала вообичаено или? Вообичаено, нели да, ставаме во ходник огледало, меѓутоа сега побара да нема огледало со оглед на тоа што имам една комода отстрана каде што ќе имам огледалце. Добро. Значи тука нема да има огледало, во спалната ќе има големо огледало. Така, а како ќе го уведуваме овој плакар, имаме нови профили, знаеш, веќе Е, да, или ги да? мислам дека баш би било убаво во ходникот. И да ги Со побарам евентуално порачки со на... минималистот, предпоставам, Со најде минималист. така малце Да. елегантно да изгледа. Ајде да го видиме. Каде беше тој тука некаде? Ајде. Да, тоа е тој. Тоа е, значи, минималистот мора да има оваа пречка на средина, бидејќи тука се рачките, нека Така. се да се фати.
Што правиме во однос на лицето, како ќе го изведеме? Лицето го планира во Иверка да биде. Бела, бела сјајна, може би? Имам некоја одлука. Да, може и сјајна, често ја употребувам сјајната, да ќе ми личи така малку по-медијапански. До сега не сме го работела, значи во Иверка изvedба, вообичаено стакло лаковил или медијапан. Ама да видиме како ќе го личи на белата сјајна. Ми се чини дека околот е толку убав, вака лесен, софистициран, елегантен, што нема да направи некоја голема разлика. Ајде ќе видиме премиерно сега кај вас. Да, исто добро идеја. И кон крајот на првата фаза во станот, тој ни е светнат, убав, нов, светол и свеж. Да го поставиме и подот. Тој е во сиво кремаста нијанса, нешто слично на буњата. Бидејќи е станот мал, сакам да го движам во светли тонови. Подот го редите обично нормално на изворот на неголемата светлина во станот. Кај нас се поклопуваа правците на поставката на прозорецот во спалната и балконската врата од дневната соба. И со се досега бев задоволна, но кога се вратив назад и кога ја видов демек ново нарачаната боја за спалната, дамла ме удри. Бидејќи повторно не беше тоа таа боја која што ја избрав. Што ти кој капачето сакаш да? Да. Па така ќе биде? Ќе биде. Па еве ти кога ќе се повтори. Значи ова е да рука и по прозорче. Значи кој што е темна тука и тука ово не е покриен. Еве ти кај што е четка, гледаш што дека кој е вело свој чет. Да. Значи ова ќе треба поише пати да се окречи, значи пошто е ова у база направено и не покрива. И може ќе треба уште база да го помине. Второ, кога го отворив постерот, констатирав дека нијансата која на фотографијата ми делуваше како кафено-виолетова е всушност темно-сива. Ќе ја смениме бојата, нема друго. И некои други нешта. Постерот е толку чуден, што може да се види само од далеку. Од блиску ништо не се разбира, и ако не се следат ознаките, може да го залепите целосно наопаку. Буги, Чао. сакаш да ја легнеш? Од прва ја легна, човек. Без размислување. А со мојата асистентка веќе правиме планови за понатамошните чекори. Неа ја праќаме во Манекс, за од огромниот избор кој го имаат да направи мала селекција. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард.
Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Jugo Експорт Стил започнува најголема саемска акција досега. Со секоја купена кожна гарнитура добивате подарок по ваш избор. Релакс фотелја, трпезариска маса, клуб маса, огледало или комода. Само на едно место ќе ги најдете најдобрите светски брендови на мебел по најповолни цени и со најголеми попусти. Jugo Експорт Стил. Јас во меѓувреме, во непосредна близина на новиот стан, се сретнав со моите стари пријатели, кои досега воопшто не сум ги дружела во емисијата. Софа студија. Здраво, како си? Тебе очекувавме. Убави, шарени. Да. Како и секогаш се трудиме. Убаво. Видов на сајми, таму бевте шарени, бевте многу убави и секоја година се поубави. Благодарим. Значи, јас кога бе видов таму, видов неколку 2-3 модела што многу ми се допадна. Имам еден специфичен простор, во кој што мислам дека вие сте ми спасот, така ве гледам. Некако. Јас се надам, работиме мебел по мерка. Тоа значи дека нашите модели може да бидат трансформирани од тросет двосет во агол или од агол во тросет и двосет. Секако димензиите се наш битен фактор, затоа што доаѓа клиентот, одбира модел, моделот се работи стрикно по димензија која што му одговара него, односно ако нашиот или стандарден модел е 2 на 1,60 м, тој може да се изработи по мерка на купувачот со 2 на 1,58 м, 2 на 22 на 144 и така натаму. како одговара. Го имаме моделот и вие кажувате до каде може да се движи. Секако, да. Се додека можеме технички да направиме модификацијата која што клиентот ни ја бара, така, ние го исполнуваме. Да, со тоа што вие само ќе ми сугерирате до каде можеме да се стиснеме за да изгледа солидно. Секако. Ќе нацртаме, ќе кажеме да кој е тој модел, првично да ми кажеш кој што го биде на сајмот и ќе оставиш Значи, почеток. беше ова ми веќе го знам, значи Добро. тоа вие нели постар модел, овој го видов конкретно и видов уште еден таков малце по декоративен, ама тоа за друго место ќе го оставиме. Во ред. Значи Точно точно, тоа што ми се бени. ова е еден од моделите кој што беше најпродавен дефинитивно на овогодишниот сајм. Инаку, значи може да го Колку може да го модифицираме? Па, Затоа што може. јас имам на пример една максимална димензија од 1,50 м, 1,60 м, е онака кнап. Битно ни е дали ќе има грбонаслон, дали грбонаслонот од таа страна, односно без разлика дали е тоа десна или лева страна, ќе биде скратен или ќе продолжува. Во однос на договореното, односно тоа за кое што напомена, дека треба димензиски да биде помало, ово дело овдека може да биде изработен така што ќе биде скратен, Добро. имаме грбонаслон или пак грбонаслонот ќе го помериме во предна зона и ќе добиеме комплетно еднолично седење, односно едно седење, без грбонаслон. Тоа се варијантите кои што може да ги изведеме. Ми израскажа многу варијанти, без над, под, празно да било, полно да било, многу ми е тоа. Да го видам Овие јас на седници црта. има акрил со полиестер, мешавина е, меѓутоа самото ткање е направено такво за да биде меко и лесно за одржување. Да. Самата конструкција е направена од масивно дрво, исполнета внатрешна хаерпина. Значи многу ми се допаѓа, многу е пријатно за лежање, ќе биде супер. И знаеш што ми се допаѓа? За разлика од повеќето вакви материјали не се познаваат флеки од раце, прсти и така натаму. Така да, и Нема самиот потреба од материјал, чешлање. да, нема потреба од чешлање, значи исто така е самиот материјал, каењето е благородно, на пример, за мачење, кучење и така натака, доволно е само влажна марамица или мокра крпа и така да, се собира. Значи чекам црташ. Сега. Бојата е таа, материјалот е тој, се ми се Значи, допаѓа. ако остануваме на оваа бојата, гарнитура. ќе се изработи, како што напомена. Така. Цртеш, идејното решение и склопот ќе го Чекаме. договориме дефинитивно. Тоа е.
Од Софа студио сме назад во станот и почнуваме со оние кои први ги нарачавме. Па први си завршија Акрон. На минимум простор успеав да измислам 3 плакара, од кои 2 ги изработија тие. И покрај недоумицата како би стоел минималист на бела иверка, моето мислење е дека изгледа супер. Оковот е толку убав и елегантен, што некако сеедно е дали ќе биде со медијапан, иверка или огледало. Другиот е во класичен тип на оков. Класичен плакар за спална со едно огледало. Имаме уште да ги дочекаме Софа студио, Мега со туш кабината, Мебел Марија, Југо Експорт, светилките. Едно мало станче има работа колку и голем. Со тоа што во мал стан не можете да викнете повеќе од 2 екипи истовремено, зашто едноставно нема каде да ги сместите. За сега поздрав, до следната недела, во очекувањето на Ангела, која кога влезе, буквално остана без збор. Ајде,